Пред отварање на центарот во училиштето имаше значи многу проблеми во училиштето. Нашите децата не може да го совладат македонскиот јазик, кој е неопходно за вклопување на самиот образовен процес. Имаше значи повторување на децата, имаше рани бракови, голем број на рани бракови, меѓутоа со отварање на центарот таа состојба веќе се изменила. Подобрен е успехот, редовноста е подобрена, смането е радните бракови кои веќе беа многу уочливи пред да се отвори центарот. Самите родители не беа свесни што значи образованието и заслуга на овие организации со тие работилници, трибини и им ја подигнаа свеста на самите родители. И дојде до некој големо завидно ниво, каде што самите луѓе од заедницата веќе свесни дека нивните деца мора да се образуваат. Значи, сепак, тоа се случува и има одредена предрасуда од страна на професор, можеби од другата страна. Меѓутоа, токму на такви работилници и само со разговори се надминуваат тие проблеми. Едукаторите од центарот им помагат во извршување на домашните задачи. Добре што тие ги насочуваат само како да се ги извршуваат домашните задачи, и да одат спремни на часовите во училиште, дека имат домашна задача и го знаат материјалот кој го изучуваат. Самиот проект донесе многу новини во начинот на размислување кај сите нас кои потекнуваме од овој град, кои работиме во ова училиште. И кај наставниот кадар, и кај родителите, и кај учениците, но и кај самата локална средина. Затоа што сите стереотипи предрасуди потекнуваат од самото општество. Кога го почнавме овој проект, знаете, правите работилници со децата, ги прашувате што сакате да опипате, каде е пулсот, каков е односот кон образованието, и ги прашавме, имавме прашање, што сакаш да бидеш, да работиш кога ќе пораснеш. Девојчињата воглавном сите кажува сакам да бидам чистачка. Кој во училиште, кој во амбуланта, кој на разни други места. Машките пак деца велеа столар и најпопуларно беше да работам во комунална хигиена. Ако порано беше тешко децата роми да ги ставите во образовниот систем, денеска е многу полесно. Затоа што тие се вклучени веќе и во градинки, со одредени проектни активности, а со самото тоа добиваат и сосема нова визија за сопствената иднина. Сега, после 9 години, ги прашуваме децата истото прашање. Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Тие викаат лекар, архитект, инженер и директор. Ако постоја некои стереотипи и предрасуди, не велам дека тие се сосема исчезнати, но тие се намалени. Сега сосема другачие се гледа на еден ученик ром, на еден родител ром, и од друга страна и ученикот ром гледа сосема другачие на својот соученик од друга националност. Тоа е еден момент нов кој што се внесе во нашата држава и се внесе во нашите партнер училишта кои беа заинтересирани за ова учење, интеркултурното учење. Превземавме мали чекори, влеговме во предметите каде што сметавме дека тоа е можно да се направи. Јас предавам историја, некои работи не се напишани, значи работиме за националности, меѓутоа нешто недостасува. Она што недостасува ги вклучи сите заедно да откриваме, да се дружиме и да се повржеме со она што сме исти, слични и со она што сме различни. Меѓутоа се трудевме да најдеме сличности. Обуките за професионален развој на наставниците, за развојно планирање, обуките за подобрување на работата на училиштето, за социјална правда, со читање и пишување до критичко мислење, обуките за компетентни наставници за 21. век, методологија чекор по чекор, ги имам поминато и многу ми користат на мене како директор, а ми користи и како наставник. Многу ни помогнаа со подобрување на климата во училиштето, во училницата, почитување, взаемно почитување и респект на еден према друг. Придобивката на овој проект е навистина голема, со тоа што навистина се подобри успехот кај учениците, редовноста исто така, а запишувањето во прво одделение навистина си тргна онака како што е потребно според тековната учебна година. И покрај подобрувањето на успехот на учениците, многу сум среќен што подобривме и редовноста. Редовноста во редовната настава, учениците ги вклучивме и во
и во дополнителната настава веќе? Веќе имаме училишен парламент во кој има ученици роми, имаме совет на родители во кој веќе имаме роми родители, така да тоа е нешто со кое ние се гордееме. Ако во минатото беше проблем родител ром воопшто да влезе во училиште или да каже нешто или можеби од од икс причини не можел самиот да даде некаков допринес, сега тоа не е проблем. Ние имаме во совет на родители вклучени роми, а и во училишниот одбор сме запазиле етничката структура да биде равноправна, да имаме и ром, да имаме и србин, да имаме и македонец. Родителите самите ме избраа да ги представувам интересите на нивните деца, кои што сами доброволно дадоа предлог, а подоцна во советот на родители да ме изберат и во онаа група која што ќе одлучува на ниво на целото училиште. На нас се фали промовирање на позитивни модели. Еве, веќе овие деца што завршиле високо образование, да треба да се интегрираат во институциите, да представуваат слика што утре доколку моето дете заврши што ќе биде. Можам да кажам дека сум првата личност од семејството која што се има запишано на факултет. Сега, двата предизвици со кои што се соочив беше да ја прекинам таа традиција која што владее во моето семејство, женските да бидат дома, да не продолжуваат со своето образование, да не имаат свои цели кариера и од друга страна, дали можам јас сама да си дозволам или пак со помош на моите родители да го покријам финансискиот дел кој што е составен од секој академски живот. Знаете, промената не е нешто како што се чека на автобус, како што се чека за автобус или такси на улица. Ако чекаме, никогаш нема ни да дојде. Значи, ние сме таа генерација на кој што другите веќе чека. Ние сме генерацијата нели кај што некој инвестирал во нас. Промената која што започна кај мене беше моментот кога прочитав дека сум примена во државната квота на филозофскиот факултет. И ако во 2010-та бев девојка која што не знаеше во што влегува, и ако во 2010-та бев девојката која што немаше особени цели во нејзиниот живот, сега можам да кажам дека сум апсолвент на филозофскиот факултет, а со тоа и девојка која што си има свои цели и знае кај се гледа во иднина. Стипендијата беше неопходниот и престојниот момент каде што кој што ме натера да станам некој нешто или поскромно кажано да се претендирам да станам некој нешто во живот. Тоа што програмата за образование на ромите пред 10 години го почна како проект, денес е јавна и одржлива политика на Министерството за образование и наука насочена кон поддршка на средното образование на ромската заедница во Македонија. Се разбира дека постои расположение и можности за останатите компоненти кои што ги опфаќа основното и високото образование, пополека и тие да стануваат дел од системот. Треба само да земеме листа од студентите, дипломираните и вработените роми во институциите. Тука може да видиме дека сите тие што се студенти, што добиле стипендии, сега се представници на државни јавни институции во Македонија и пошироко. Ете го и тој плод, ете го и тој резултат од нешто што се вика стипендија, од нешто што се вика инвестиција во нас, која што ние како корисници не само што треба да чувствуваме морална поддршка, туку мораме да бидеме, да ја наречам промената што сакаме да ја видиме. Како доктор по општа медицина, имам планови во иднина да се стекнам со постдипломски студии по јавно здравје, па да завршам докторски студии по јавно здравје, со сето тоа да имам можност да ја следам и да ја евалуирам и да ја анализирам здравствената состојба на населението во Република Македонија, ставајќи акцент на ромската заедница. Инвестирањето од типот на давање пари за стипендија, школување, да имаш формално образование и од друга страна да имаш неформално образование преку сите овие обуки, вештини и така натаму, ни помогнало ние да станеме некој нешто во животот. Не знам, као некој што пораснал во гето, као некој што пораснал без родители, се работи во меѓународна организација. Сакам да искажам благодарност до донаторите, до УСАИД, до Фондацијата Отворено општество, Ромскиот едукативен фонд и сите останати кои што повеќе од цела деценија вложува и се уште вложуваат средства и енергија за подигнување на образовното ниво на ромите во Македонија. Тоа што проектот ќе заврши
не значи дека ние треба да сопреме и да тоа не го спроведуваме понатаму. Напротив, ние работиме максимално во сите оние проектни активности кои ги имаме, да ги насочиме и да имаме соработка и со родителите од ромска популација и децата да бидат активно вклучени во тоа. Не треба да застанеме во сегашноста или да се враќаме на минатото, значи оние фрапантни бројки кои што беа според истражувањата од образованието, туку треба да гледаме во завидното ниво на денешните податоци и треба да ги стимулираме останатите генерации да продолжат во своја едукација, бидејќи знаете дека образованието е смислата за модерното човештво.